Почитувани гледачи, јас сум Филип Чаловски, а ова е новата епизода на 180 степени на Телма. Во кулинарското училиште со мене денеска четворица нови надпреварувачи спремни за битката за 1 милион денари. И битката за сарма од лозов лист. Радка, добре ни дојде. Добро ве најдовте. Ален, здраво. Здраво, Сара. Здраво. Дејан, дали си спремен денеска? Најспремен. Дали ќе имаме битка на вкусови, имате ли идеја вака што ќе сготвите со овие производи, како ќе изгледа вашата завршна сарма од лозов лист? Па, се надевам дека визијата која што да ја спроведам во реалност, така да ќе видиме. Сара, имаш идеја некоја? Па, во главата да, ќе видиме како ќе излезе. Ќе имате 35 минути повторно. Правилата ги знаете. Ве молам се повеќе, не сакам да гледам остатоци од храната. Оптимизирајте ги вашите суровини од самиот старт. Планирате да нахраните тројца студии. Не планираме да нахраниме цела режија и комшилук. Значи, ве молам, оптимизирајте. Во иднина ќе почнеме да оценуваме и по тоа колку имате отпад при готвењето, бидејќи во професионалната кујна отпадот е 0. Добар готвач во својата канта има пластика и конзерва. Дали сме спремни? Спремни. Па јас да најавам кој денеска ќе ви пресуди и кого ќе храните денеска со вашите креации. Имам трема, да. Имам трема малце за тоа што денеска не знам што ќе готвиме, минатиот пат бев во елиминациониот круг. Има таа доза на несигурност дека можеби пак нешто ќе направам како што не би требало да направам. Тремата е присутна. Во денешното готвење би повторил пржење и припрема на лук. Некој вид на матење со маталка, да речем. 180 степени ви ги носи секогаш најкомпетентните ментори. Најкомпетентните. Меѓутоа, денеска не само што имаме најкомпетентната, него ви донесовме ментор директно од местото на сармарите. Горден, добре ни дојде, уште еднаш задоволството е наше да ти имаме денеска тука и ти ни доаѓаш од Долно Соње или да речеме село, познато како село на сармарите. На сармарите, да. Ништо. Те препуштам во сигурни раце се повели, демонстрили. По прав момент сум дошла. Јас сум Гордана Трпевска. Денеска имаме учесници на 180 што ќе прават од нашата позната сарма, препозната сарма од лозов лист. Може сега да ме видите како ќе ги спремаме да изгледа како што треба да изгледа. И сега за пример само да ви покажам. Значи, ставаме хромик, ќе се пропржи после месото, потоа редукција. Само едно да ви покажам како би било, кога би било се комплект. Се ставаат зачини, сол, бибер, лимонче, лукче во прах и треба да изгледа ова вака мали завиткари. Садиш. Се додава лимонче за малку вкус. На крај може пипер, црвен. Убаво се завиткува. Се замоткува убаво, за да не при варење да не се обвивка. Значи тоа е хинката цело. Јас ги правам мали рози, пошто сум останал и не имам досна лутка, па сега се надевам дека ќе биде се окей. Мислам дека најважното нешто
кој го научих досега од емисијата и од мојот учество во неа е менаџирање на времето, менаџирање на состојките. Искрено, дури да сгрешам, мислам дека ќе ја поминам елиминацијата, затоа што до сега мислам дека покажав добри способности и секој некогаш греши, така што не гледам причина зашто ако отидам во елиминации би ми влијаело и психички или нешто. Надпреварувачи, дали сме спремни? Дали добивте инструкции од цармарката лично? Дали ги ностривте вашите ножеви? Да. 35 минути ви почнуваат сега! Дома дефинитивно не вежбувам заради тоа што немам баш доволно време покрај работа и плюс нешто реновираме низ дома па не стигам, а баш би сакала. Како е? Супер. За сега супер. Да. Ќе видим. Да, сега чекам уште малку да се вончират, па ќе ги префрлам во лед. Ги. Раден, наоѓаш? Да. Условите се ставаме. Справо сарма? Од лозов лист, одамна не, од штаве сум правил последно и од зелкастал. Ама со лист одамна немам готвено, откако ја немам викендица. Штаве е слично. Па слично е, малку се пологи листовите Полесно за викање. и полесни за викање, дефинитивно би требало да се. Колку мислиш дека треба за да се избашира ова? Неколку минути. Слободно еден пробај скини, ќе видиш да е омекнат, да не е преварено, но да е омекнат. Дејан, почнува со пржење? Ево. Се ставите готово? Нема е само на температурата, не е Само ќе ставам. Би сакала да сготвам, да готвиме, да не биде задача тавче гравче, може би. Со сланина, со нешто така. Не знам, и претходниот пат кажав дека не сакам да си давам превисоки очекувања. Па уште неколку кругови, па ќе видиме понатак. Месото може би после нема да ви биде потребно цело, може половина да го пржите за Да, дефинитивно и кромот не планира цела главица да става. Да, па затоа е положено главите кромит ставил. Дека е доволно. После колку е разликата меѓу месо и рис, треба да доминира месото, бива ризот.
Че ќе ставам така, мислам дека ќе биде доволно, пошто количински се прави помалку. Ќе го правам на паре. Полека внимателно се изгори. Јесно. Избриши и околу бутилата, да не е без. Така ми го рони. Месото. Пошто на договор меѓу Просто за тоа. Хала? Немој да забравате само сол, убаво да биде зачинето. Кога ќе почне на прши, ти го намази. Ќе го знам. 3 месеци. Тие имаш контролата, не е тоа. Фала за советот. Фала за советот. Тавата за печење спремна тие. 10 минути изминаа, можете да почнете полека да се спремате и за виткање. Ставај да пржиш веќе. Во месото? Ајде да изрендаме малку. Мол? Ќе види рано. Треба само жолтиот дел доди. Па сепак би изготвил нешто италијанско. Паста ли ќе биде некоја шницла пржена со додаток на тестенина или сос некој. Сепак према италијанската кујна. Влезам, ако одам пак во елиминација, Па не би го поднела тоа баш најдобро. Не би сакала да бидам во елиминација. Ќе се потрудам да направам нешто подобро, да бидам подобра од претходните епизоди. Нека вика здрави и живи нека. Добро, здрави.
Води, бараш мазно. Како е? Ево, почнеш веќе со викање за да имаш време безбедно да... Како? Одлично. Убаво испланирајте го времето за мотање. Мора само да испланираш во што ќе опечиш, дали ќе се растори, како ќе го испечиш, колку ќе го испечиш. Планирам малце повеќе да го огарам оризот, така да не му треба многу време на пареа. Ќе пробаме нешто ново? Да. Секогаш пица е нешто што можеби би го готвила или нешто што не е толку македонско, мислам дека малку почна ми скиснува од само македонска храна, можеби би сакала нешто поинтернационално да се готви. И тоа можеби најмногу би ми се јадало денес. Па најверојатно италијанската, некако најблиско до нас, неколку пати сум било, имам пробано повеќе работи. Сакам фокача, пица, лазањи особено, домашна паста и слично. Па денес за готвење не знам. Можеби нешто мусака или полнети пиперки, нешто такво. Сега ќе пробам со вкус како е. Па, сега мислам дека е супер. Да? Мало ви. Често. Веќе миризбата ми кажува дека сте на добар пат. Ми се допаѓа. Убави ароми се шират тука. Опа! Зашто ја користиме Ќе се опитам да техникава? направам сармата. Значи да ги омекнеш жилите што се во листовите, да а? бидат помеки, да не бидат Тие растителни влакна маца ги омекнеме без бланширање. Многу интересно. Браво, супер. Ги обарив малце, но сепак малце, мислам треба да им го додадам и ова. Добре. Тука ли е сармарката? Дали ни е сармарката во школово? Да. Фала ти. Добро мирисам. Горде, обиколка, што ќе кажеш вака? За оваа идеја, види, имаме една многу интересна, модерна идеја. Да речем модерна, интересна, мислам дека ќе биде креацијата. Видиш, една сарма, голема ќе направиме овде, да. Интересно, а? Ќе ви послужам една само. Една ќе ни послужи, ама голема. Се надеваме дека ќе најде време Радка, да биде се убаво сварено внатре, отварено, да нема многу листови, да може да се исече со нож доволно, јас според мене доволно, да не ја направиме несечлива, да не може да се влезе со нож. Ми е чест. Ми е наистина чест. Дали знаеш, Радка, дека јас не знаев горде дека потекнува од село кое што го бие глас дека се сармари? Сармарите? Значи ја не го знаев Ја тоа. не сум го знаела тоа. Значи нема случајност. Видиш? Да. А ти Универзум. дали знаеше дека предизвикот за кој што те карам ќе биде сам? Предобро. Ова е предобро. Универзумот си ги мести работите. Така е. Исто сакам да знаеш дека мислам дека ни еден од учесниците до сега нема направено дома. Сарма во Зофлис. Не сум сигурен, ама ќе ги прашаме после. Мислам дека сите ја прават премиерно и за премиерно ја можам да ти кажам дека сум направил многу поголеми катастрофи
Не само за сарма, за многу други работи кои сум правил за прв пат. Нешто, знаеш, кога го правиш влегуваш во непознато. Ајде да видиме. Да. Ништо непознато, ама после ќе ти дојде познато идејата. За прв пат во Скопје. Ти кога си пробала сарма од лозофлис? Дали можеш да се сетиш? Мајка ти веројатно така или од баба можда, од некој од постари. Од мајка. Многу дете семејство, 12 души. И 7 деца. имате и лозје, Да. предпоставувам, така да листовите си биле свежи, 1000 прачки лозје. Така. И кои беа тие вкусови вака? Дали Тие беа леко црепне, аха, домашно црепне. од црепе на земјениот сад? Земјен, така. Црепне, печено баба ми. Така. Значи многу најголема фамилија ми е број 1. Браво. Секоја чест. Тоа треба да биде професионална кујна да ги нахрани 15 внуци. Наследи под нив. Така е. Тоа треба планирање, организација, набавки. Па овој не јаде ова. Дали постоело тогаш тој внук не јаде тоа? Постоело мал, еве јас многу работи, мама или до скоро дека ја не знам дека не се јадела. Многу деца. Што и се сервира, така, има да јадеш. Ако закаснеш ќе останеш гладен. Така. Значи храната си била сготвена, некој се погрижил, ти ако не јадеш, тој проблем, ти си гладен. Ти си не бројале под себе, под бојќи не давале. И никога не сум ти видела да Нешто, треба исто да се заблагодариме, на поента тука да кажеме, да се заблагодариме на генерациите пред нас, не научи. што ги споиле овие вкусови и што сега ние денеска ете, колку и да е таа храна на нашите трпези скромна, пак е составена од претходни грешки на генерациите кои што грешеле па и често и се труеле со храна. Знаеш, денес треба да сме благодарни што имаме информации, да, една информација што е континуитет еден долг, што знаеме дека се што јадеме ни носи една благосостојба и да. Тоа сам ти кажам, колку и да било скромно тоа, да, без прашоци. Наше зејтин, 3 буриња, по 250 литри зејтин, 3 буриња рачно и колку годишно произведени. Еден непреверен трактор. Тоа е права слобода и независност, кога с храната што си ја јадеш и сам си ја произведуваш. Тоа е вистинска слобода. Да. Така. Организирајте се, имате уште десетина минути додека сармите да влезат во печка или ќе одберете да ги варите или можда да ги готвите на пареја, можда така да дали пробувате, не ве видов да пробувате, да видиме да пробаме вака, пробаме од кај Але, малце вака име. Да, ovo zaboravim. Ането го заборавив. Мајка ви се викаше Убаво рак? зачинето, интересно зачинето, ама не сум сигурен. Виж, интересно. На добар патен. Одиме да видиме. Денеска решив да направам поинаква сарма од класичната сарма. Идејата ми дојде во моментот кога го видов калапот, решив да експериментирам и мислам дека сармата излезе добра по текстура и по вкус. Малку не е класична сарма, не сме навикнати на таа форма на сарма, но вкусот мислам дека е добар. Мислам дека не е уште доволно солено, ама дека листовите се малку солени, па го оставив по
тоа технички го замисли. Мислиш дека и се сготви на оваа висина? Да се надеваме? Извини, готово. Извини, само те прашам, готово. Да се надеваме дека се ќе биде убаво сготвен. Денеска се околу зајрето. Решив да го направам како што си го правам дома. Може би малце поинакво одстапува од некои стандарди, но јас сум навикната на таква сарма да приготвувам и решив да не експериментирам во делот со вкусот. Пробував допред да ставам да се пече колку што може, сепак има жив ориз внатре. Од кога ја извадив, баш тие 30 секунди ме спречија да пробам. Дури да пробав во тој момент немаше многу да сменам. Уште 2 минути до печење. Може да ги завршувате, да ставате последните состојки ги ставате и треба да оди на печење. Рерната е загреана. Одлично изгледа. Фала. Што би се рекло, thank you, шеф. Со калапот заедно. Добре сум. Да, ќе видиме после. Ќе видиме на после. Сведувајте станици, завршувајте. Уште минути може да. Тука? Да, подека. Ќе го ставиш да се печи? Па да го ставам. Може. Таман за кратко малце варам. Ајде, ако си спремен, става да се печи, имаме уште 30 секунди. Да. Ќе останеш без тоа. Брзај. Радка ти одлучуваш да ги завршиш тука. Загоре. Или е на добар пат да загоре. Става да се печи брзо. Ова сигурно не е. Моето е веќе уревно. Стави се со тоа. Дали сте осетиле? Ова не е, ова изгледа добро. Значи, може дека е Дејан некоја мала загореност, да видиме, или може да ја грешам, може и печката има нешто внатре. Запираме време, чекаме сармата се испечи и продолжуваме со сервирање. Па,
уште еднаш би се навратил дека се заборави со времето и тоа придонесе да не изгледа како што сакав на крајот. Искрено не се замарав толку со тоа како ќе изгледа, туку со тоа да биде самата конзистентна, значи да немам една помала, поголема и така натаму, значи да бидат прво убави на изглед, а не ни планирав да биде нешто многу визуелно или дизајнирано за да биде презентабилно, што би се рекло, ама мислам дека сепак беше добро. Не беше далеку од мојата прва замисла, ама мислам дека уште една минута ако имав би изгледало подобро. Може би повеќе лимон. Едноставно поубаво уредени стварите што беа. Уште 2 минути имате за сервирање. Дејан, тие листови ми делуваат нејадливо. Така сега да ги сервираш. Нема да ги обариш, да ги спржиш, мал се текстура, мал се нешто, финални детали, размислувате на детали. Сармата што е, тоа е. Немаме корекции, тука е. Добре. Вадете од печка, уште минута. Да ќе ќе бидеш? Ајде, моментот не стига. Ово имаш визбано овој поген. Се гледај. Форхен, ајде, форхен. Зашто пак? Тоа направи го на тањирот. Точно на кадарижлива сарма. Морам да ви кажем уште 30 секунди. Имате 30 секунди. Зашто на дрва? Се што е готвено јадење си бара тањир. Дрва се за сирење, сувомеснато и така натаму. Готвено јадење си бара тањир, си бара облик. Самиот облик ти кажува па и да макнеш од некој сос. Како да макнам на дрвена даска, мислам, шкрипи мало, така? Се слагате? Малку се слагаме. Тука е сгрешно. Не, ти окей дрвенава даска, сакаш да ги спои само овие две. Меѓутоа сармата кај ќе легне многу битно. Сармата треба да легне на тањир. Според мене, може и дрвен да е тањирот, да е обликот на тањир. Дечки, уште 10 секунди. Ви давам. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Ален. Крај. Толку, доста се 3, доста се 4, 1, ама вредно. Океј, уште кафе фали утесава. И благодарам. Супер се боревте за предизвикот, нека победи најдобриот. Во ред? Да пробам. Такмичари, дојавме до дело за дегустација. Сара, Ален, Радка, Дејан, пристапете. Дејан, повели. Кажи ни збор два дали си задоволен. Задоволен. На кратко, сармарката што ни кажа, дело од рецептот, се надам ќе уживат. Дали ги проба пред да ги сервираш? Па пробав од миленото месо од зајрето. Вака на вкус се надевам на сол го погодив. На изглед добро си ги реплицирал, како вика Квентин Тарантино вика. Добриот режисер вика знае да украде, ама одличниот режисер копира 100%. 100%, така. Значи добро не копирам. Некогаш кога не сте сигурни во нешто, едноставно само превземете ги советите од некој искусен од професионалци. Собираме се што можеме. Ја би рекол, нали, вака истите сарми на Преку пирамиди да
останат исти. Ете така. Фала ви. Живеете. Подобро од тоа нема. Ти благодариме. Убаво направи. Се збунив бидејќи не можев да најдам Макдоналдс. Па импровизирав нешто со копар, па на крај ми се појави Макдоналдс. Така да се добро се заврши. Да, пробав сарма. Сега зависи од вкусови. Мене ми се допадна. Па во вкусот мислам дека све беше избалансирано точно, како што ни покажа професионалниот сармар. Сега сепак ќе кажам вкусови се упрашања, така да за мене мислам дека бе окей. Да дадеме предност на дамите. Ајде повелете најпрво Радка. Радка. Ова се вика Повелете. како почнавме, лошо завршивме. Нема потреба цело сервирање. Зошто видео на крај прекрасно почна. Да ни објасниш збор 2? Се обид да направам сарма на пареа во еден калап, да не бидат класични сарми завиткани посебно, туку една поголема во метален калап на пареа. Зајрето го направив едноставно, сол, бибер и малку нане додадов. Го варев на пареа и киселото млеко додадов само сол и копар. Има еден збор, не знам дали си го чули, само ртуќ. Сте го чуле тој збор ртало или ртуќ? Ртол. Солено. Солено. Тоа сакаше ни дадеш да не убиеш. Ако тоа ти е целта си ја постигнала. Не беше намерно. Може коцка сол да ни дадеш од мртво море па да ја лижеме. Фала ти за рталото, сармата се надам дека е јадливо. Мислам дека заборавив дека еднаш веќе ставив сол во киселото млеко и ставив уште еднаш. Мислам дека тука сгрешив. Затоа дојде толку солено, затоа што ствари стави 2 пати сол. Сара? Веќе имаме. За денес ви приготвив сарма ја секако. Ги направив малку поголеми, мислам од однос на тоа што ни го покажа. И се сакав за секој да има како мала сарма со јогурт, мислам со кисело млеко што ќе може наеднаш да го проба. Се надевам дека ќе ви се допадне. Убаво изгледа. Да оставаме тоа пробаме па вкусот да пресуди. Искрено ништо. Мислам дека пак би одел на истиот. Може би ги направила малку по тенки за подобро внатре да се сварат, но инаку принципот што го користев пак би го направила истото од прилика. Па мислам дека го дадов мојот максимум, но секогаш може подобро, тоа е. Мислам дека факт. И ни остана Ален. Ајде, Ален. Повелете. Тamo следен пат добро изгледа сарма, осте си време за сервирање. Значи организирајте си ги термините. Да, малку, имате телефони, користете ги, тајмери ставете си да те подсети, имате и тајмери во кујната, слободно земете си тајмер. Малку се заборавив со времето и презентацијата не е баш како што сакав, но се надевам дека вкусот ќе ми извади овај пат. Се свиѓа свежината на млекцето, има и лукче и Макдоналдс, освежува. Ти благодариме. Имаше малку простор за да биде солено, ама се мислам дека беше таман. По мој вкус беше окей, ама еден чекор погоре и ќе беше ништо. Па мислам дека негде драматично не сгрешив со тоа што заборавив на времето на крајот. И за малку немаше да има доволно сервиз за сервирање на судиите. Влате, ќе сервираш ли за горде да пробаме вака да ја испочитуваме нашата гостинка? Еве вака со лимонче ќе пробам. Повели. Земи си едно од овие со лажичката, е така. Искрено, да не сече оваја.
Поголема беше на Дејан. Многу печено на сухо, му фали на оризот недопро доволно вода. Значи, листот е засушен и е уживав. Има на вечерње одлично. Киселото. Браво за ден. Изарите убаво. Прави сармански се. Изашли по убаво. Најхрабро зачинето до сега. Да. Сега ќе видим. Има и црен пипер, има некоја маснотија. Као сланина нешто, као свинска мас. Да. Вкусот е прекрасен. Храброста секоја се исплати. Ја овде, у случајот на Радка, ја пофалам уште еден пат. Храброста, меѓутоа, храброста морате да разберете дека може да ви однесе во просокак. И мора да се го ризикот. Меѓутоа, секојаш влезете во тој ризик. Премногу е големо целата креација како Шарлота. Да беше нешто пофино спакувано, да беше сервирано пофино. Да и преладу не сам преварени орезот малку. Иначе за вкусот сега ќе пробам ќе видим. Вкусот е одличен, малте што формата е сменета, не личи на сарма, него на Да, некој ковач. баш така. Доста се потрудила, ама за Да. друг пат ќе ги направи Мора малку дадеме- помали, да личи на сарма. Да дадеме пример дека храброста мора да ја подкрепува Да. јасна визија, подкрепена со јасно знаење и на крај да се објасни тоа. Така да ќе ја поканам Радка да ни го објасни незиното дело. И дали го проба млекото најпрво те прашам, киселото млеко. Киселото дали го млеко не го пробав, не. Остана малце Ова е- време за сервирање и за тоа така. Буквално нејадливо. Значи, Премногу сол имам ставено, да. да не беше киселото млеко сервирано со сармата, ќе речев дека ќе оценував. Значи вака не би сакал ни да губиме време за оценување. Може малку да скратиме. Може да го скратиме, да скратиме неизвестноста и да кажеме дека храброста треба да биде подкрепена со јасна цел. И таа цел треба да биде подкрепена со големо познавање и на техниките полека. Ова ми се допаѓа што во оваа фаза имаме вакви обиди, меѓутоа ова нас ни укажува дека некој не знал што прави. Дека некој ни принел нешто за кое што не одговара. Еве те молам, земи лажичка и пробај го собственото јадење. Киселото млеко. Пробај го киселото млеко, сарната, не ја коментираме. Беше сервирано тањерче. Некако не заслужува вакво сервирање. Ова навистина е презолено. Може би сум ставила два пати, може би сум заборавила дека сум ставила, па сум ставила уште еднаш. Реко сите други сарми што ги пробавме се на слично ниво, се доста коректни, со мало внимание за иднина, да внимавате
очигледно гледате каква боја е сменил, значи листот го изгубил хлорофилот, доста е засушен, штом се засуши листот при печење, знае да биде тегав. Да, требало да се заштити со други листа кои потоа ќе се Така. тргнат или да се готви на пара или покриена биде. Радка, што е до нас? Мислам дека судската одлука е едногласна. Ти имаш најслаба креација денеска. Што би значило тоа? Тоа би значило дека одиш во Елиминација, повторно. ние цврсто веруваме во твоите капацитети. Ова е за нас голема храброст да го направиш со толку лимитирано време да се обидеш. Меѓутоа сакам исто да дадеме еден јасен став дека храброста мора да има и некој производ на крај, некоја цел што е добра. Која носи храброста мора да биде спремен на пораз. Тоа е тоа. Тоа би било тоа. Ти благодарам. Фала. Денеска се обидов да експериментирам нешто ново, да направам нова форма на сарма. Ја варев на пареа и сармата беше добра по текстура. Мојата грешка беше во киселото млеко ставив премногу сол, значи стварно многу сол. И заради тоа сум пак во елиминација. Околу сервирањето немавме многу време и требаше да го зачинам киселото млеко и едноставно заборавив да пробам. Другите натпреварувачи, три различни креации, буквално различни. Јас би рекол, секојаш е многу изненаден сум од денешниот предизвик. Да. Така? Да. До сега не видовме ништо слично, нити па вкусивме ништо слично. Ми се допаѓа што одиме напред, одиме во прогрес. Само така продолжете сите, Радка, тоа важи за тебе. Не се разочарувај. Се гледаме во елиминацијската, а со вас се гледаме во следна епизода. Па сигурно би направил некоја варијанта со листот, пошто листот беше некако од тегла. Дали требаше да се вари или не требаше, не знам. Ама сигурно би го избланширал во нешто ладно за да остане бојата позелена. А во вкусот и во односот на сервирањето, во вкусот би го задржал истото, во односот на сервирањето мислам дека и листот ми го снема од маса, па морав да ги оставам само сармите. Имав друга замисла како да ги сервирам. Така да, по принцип задоволен. Па мислам дека во печењето требаше да додадам уште еден спрат на листови од озгора врз сармите за да се задржи влагата внатре, да се довари убаво оризот. Мислам дека и оризот беше на граница да биде наварен, исто како и листовите, не дека не беа испроцесирани доволно време беа во рерна, ама тоа придонесе па од озгора малку да бидат по-суви. И да, бев на граница да бидат неварени. Мислам дека имав доволно време се до сервирањето. Сервирањето, иако веќе се имав испланирано, ме зафркна што еден од патлиџаните ми се оберна на страна, па мораше да го тргам да бришам чинијата и тоа ми одземе непредвидени, може 30 на секунди, што на крајот ми направија малку паника.